Dobra večer, dragi mladi, obični mladi, malo pomladi od mladih i malo postari od starih. Večer telefona zvoni. Alo? Da? A može to, ne li? A može li jedna kraljica, najobična kraljica? Može, pa se razbira da može. Ajde, vidimo da li može na istina. Nije sekund. Zdravo, zdravo! Ова е наша последна емисија во оваа година. Досега работевме онока како мислевме дека е најдобро. Вечерва вас ќе ве прашуваме за совети и мислења. Најинтересните предлози ќе се обидиме да ги оствариме. Како според вас треба да изгледа една младинска емисија? Секако со многу музика. Па да има што повеќе музика, само музика. Јас мислам дека таа треба да се даде сето она што е најактуелно за младите, се разбира многу музика. Па повеќе музика да има од странство, мислам западна естрада. Најнови вести од спортот, од забавната музика, од политиката и се што ги интересира младите. Јас мислам дека постои област за која младите не се заинтересирани, бидејќи председнината е пред нив и животот ги чека и треба да се интересираат за се.
Небото така е ведро. Во полноќ се така тио. Но моето срце не е. Од желби без не е виор. Дуредна бурно лета лицето да ти го лади. Другата тивко ги љуби твоите премили гради. Твојата нежна душа сонува милини јасни. А дал поубав сон има од тие преградки красни? О, слези, мила слези, љубовта топла те чека. Ноќта е толку тивка, тревата толку мека. Од светот да не скрие, ќе зајде месецот бледен. Твоите усни и в мракот јас ќе ги најдам жеден. Te čekam na bregот samoten bez reka. Во ноќта цел век бдев сам и мислев еднаш ќе се јавиш како сон, на дланки мој ќе слеташ ти. Те чекав, а ноќта беше како вечност, но вечност што беше ти, моја малечка гулавице. Летни ти над овој тажен брег и нека шуми пак твојот лет во сонот мој, моја малечка убавице. Мини ти крај овој тажен брег и биди нежна пак, тоа знаеш само ти. Ке чекам на брегот самотен без река, до зори јас ке бдеам сам. Ке чекам, дури не се јавиш како сон, да бидеш пак со мене ти. Ке чекам, во ноќи долги како вечност, и вечност ке бидеш ти, моја малечка гулавице. Летни ти над овој тажен брег и нека шуми пак твојот лет во сонот мој, моја малечка убавице. Мини ти крај овој тажен брег и биди нежна пак, тоа знаеш само ти. Една младинска емисија телевизиска, би мислел дека најфино би изгледала да има во неја забавен карактер, а плюс тоа да има и карактер од школски карактер. Нешто во вид на квиз, такмичење некој и слично. А според вас како младинската емисија би требала да изгледа? Младинската емисија би мислела дека тоа е емисија на млади луѓе, па мислам дека повеќе би требало да биде застапено не само музиката, мислам и културниот живот на младите и нивната, па како ви кажем, Делатности од другите гранки на и уметност. од другите гранки на уметноста, па литературата, општо уметноста, така. Mladi se interesuju za sve, pogotovo danas. I kad bi emisija informisala mlade, a pogotovo ja mislim da bi trebalo što više da ima za mlade da prikazuju sve radnih akcija, mislim. Šta se događa tamo, kako tamo mladi žive i sve uopšte što se događa na radnoj akciji.
I ova emisija što je dala s televizija Skopje i nije su nas, ta emisija je dosta ubava, možem da rečem, samo jedino i fali to što nema debitanti. I evo jedna mladinska emisija bi sakal da vidam što više mladi. Pa како млад човек, мислам би требало во емисијата да има и музика, мислам. Па би ме интересирало. Што, например? Пример, сега за конгресот, мислам, на младината, за 9-тиот конгрес на младината. Аз се извинувам, само за момент. Што би сакале да видите како младинска емисија на телевизија? Што се да содржи? Секако некоја музичка емисија. Ништо друго, никакви информации? Па секако информации од областа на уметноста, литературата, сликарството. Па би сакала да се запознам со проблемите од другите градови на Југославија, не само на пример за Македонија, од Словенија, нешто слично. Задоволни сме со изборот на младите пејачи и мислам дека треба да има повеќе дебитанти и така. Повеќе музика и да им се пружи шанса на младите пејачи да настапат во неа. Дали би сакале вие да настапите? Секако. Повелете. Фала. Šta li radiš sada tu, u postelji našoj, na mjestu pored tebe kad me više nema? Koga sada sanjaš ti, u tišini krasnoj, znaš li da te zovem sad, u noći kasnoj? Ko ti ljubi čelo sad kad mene nema više tu? Da li je moguće da više voliš nju? Ko ti ljubi čelo sad kad mene nema više tu? Da li je moguće da više voliš nju? Da li je moguće da više voliš nju? Како според тебе треба да изгледа една младинска емисија? Што се да содржи? Па треба би најшто да има оно што млади воле, а тоа е музика, спорт и хумор. За младе треба да биде еден темпо емисија да буде пуно преокрета и пуно добри документа, тоа е за музику и за можда неки филм, а највише песма. Мислам дека во една младинска емисија треба најповеќе да биде застапена музиката. Затоа и се вика, мислам, забавно младинска емисија. Информации треба ли да има некакви? Секако мислам најповеќе од областа за младите, мислам актуелни проблеми на младите кои што се да се разгледуваат, мислам да се изнесуваат и слично. Исто така мислам дека во тие младински емисии треба да биде застапен и спортот.
Од моров покров на времето злоклето, да ветрувам си прореков. Од твоето око пророчко снежните соништа ги растопувам со врела помисла скриена. Дзуница ми ја пие ликата, оттаде вирјето орлово заурликав. Од водите некаква лекота се одвојува. Одеднаш од карпите некакво спокојство се одронува, се вселува како тивка светлина под кожата и некој допир што ме продолжува во далечината. Се замеѓувам со магија на луди походи во древен подрез преплетена. Овде сум од пред 1000 години да верувам. Кога се ослушувам во длабочината, ја дослушувам собствената тежина. Во потисокот на изумрените сетила чекам чекањето на столетијата да ме дочека, за да го проклукам потоа, да потонам како бел метелик во вирјето намрежено да одструјам. Чув како татко ми од кожув ја довикува мајка ми огражденка. Во молчењето што го лачат свилените буби да занесе истокот, да зајужи со мене. Те сетив како кужиш во воздухот, спидо што ја виеш утробата на земјата. Те сетив, но не можев да изустам ништо. Na razdelba so tebe nebe zabradena i solzite vreli sekna v oči, se zdrža od trepet raka podadena, mi ostana samo noćka bez počin. Vozovi, ej vozovi, što nemate stanici, što jurite ludo kon dalečen grad, od buri i doždovi te napravam branici, da zaprete naš kraj selski otpad, izgredi i zalezi što krijete denovi, poutrata tažni ponokni od mrak, od zvijezdi i cvetovi od strništa svenati, kenaki tam kutka zapreče kod trak, zapreče kod trak. Razdelba so tebe nebe rasplakana, gobaknuva vdolgo naše to bebe, na gradi ja stiskam slikata sakana, što ostana kako spomen od tebe. Vozovi, ej vozovi, što nemate stanici, što jurite ludo kon dalečin grad, od buri i doždovi te napravam branici, da zaprete naš
Ti zgrebi i zalezi što prijete denovi, bo utrata tažni ponovni od mrak, od zvijezdi i cvetovi, od struništa sve na ti, ke nahitam kitka, zapreče kod zrak, zapreče kod zrak, da pristigne sovas, toj što nije drag. Jedna omladinska emisija za mene treba da ima, da je sastavljena od više elemenata, a taj da se pokaže šta rade mladi, čime se bave, što im je potrebno, da govori o kulturi mladih i o zabavi mladih ljudi. Jedan mlad umetnik, bilo to pevač, kompozitor, pisatelj, poeta, treba svojite dela da ги презентира на една поширока јавност, како би можел младите луѓе да ги запознае со своите дела. Би сакала да видам, например, вашите камери да влезат во нечија ателје, во некој млад студент на Академијата Македонец во Белград, и не само нормално во Белград, туку и од овие ученици на Средната уметничка школа во Скопје, или пак на пробите на студентите на одсекот за драмски актери при Високата музичка школа, или пак на студентите што студираат музика. Јас мислим да би ја направила код еден мозаик. Ja mislim da su emisije koje sada postoje za mlade na televizijama, na radioteleviziji u Jugoslaviji, mislim da su prevaziđene i da bi više vremena trebalo da se da mladima, ne samo u oblasti muzike.